11 година како учествувам, за прв пат учествува 2006, која за прв пат и за мое големо задоволство тога земавме втора место. И како што реков, 11 година предизвик е да се надпреваруваш рамо со рамо до мажите. Иначе, јас не би ги деле работите меѓу машки и женски, меѓу способни и неспособни. Значи, тој што го бива за себе, без разлика дали е жен или маж. Година се има тука тоа такво и ќе продолжи. Сакам да кажем оти народот веќе еднаков за работа и сложен, нека биде напред сам. Тоа е што по-чисто, чисто еколошко. Тоа е само, друго што може да биде. Сите прскат препарати за таа работа и кој как ќе го искара. Ако хвата пепелица, у него нема ракија. Или пламеначе го изгорава. Ево, јас имам една моја тајна, мала, што знам како да направам добра ракија од какво грозде. Уствари, од кој сорти на грозде. Али секој пат не сум во таква можност. И така, сега да ви кажам, да биде 15 литри, 15 пута 150, околу 20, казвам, 300 литри обавезно. Мислам дека најмалку 300 литри од 20 казвам. Добра ракија треба добро грозје, добро обработено грозје и мислам со полно шекерни единици во грозјето да се добие квалитетна ракија. Иначе ферментацијата на ракијата многу зависи од за време на ферментација да се прати, да се меша комињето, за да може да не помине во друга конотација самата комиња. А после тоа едноставно печењето на ракија. Национално секоја година си печеме ракија. Учесници сме на оваа манифестација. Исто така имаме добиено многу бројни награди. Еднаш прво, два пати второ, еднаш трето место. Посебно ме радува денеска што после 16 години издадовме пишан документ, а тоа е монографијата која издадовме и која што ќе послужи понатаму младите генерации да ја продолжуваат и унапредуваат. Посебна благодарност и до Миро Карамучев, човекот кој што ја даде идејата, мој драг пријател, кој што ја даде идејата да оваа монографија се направи и овој пишан документ ќе биде понатаму патоказ на младите генерации, пак ќе се повторам, да продолжат понатаму. 20 казани, како што каже и председателот, имаме поставено, имаме и нови учесници, бидејќи тоа е основната цел, а се надеваме и моје тенденција и барање ќе биде да оваа манифестација прерасне во меѓународна, бидејќи веќе имаме барање за учество на ракијата од Република Босна, од Република Србија, од Хрватска, така да Валандово може да добие многу преку промоцијата на оваа ракијада, особено во делот на културата и промоцијата на најквалитетната ракија, а најквалитетната ракија се прави од најквалитетното грозје.